Ученици, добре дојдовте во видеото на Училница за предметот Природни науки, наменето за учениците од второ оделение. Наставна единица Растенијата и животните околу нас. Што ќе научите од ова видео? Од ова видео ќе се запознаете со поимот, односно зборот живеалиште, ќе се запознаете со сличностите и разликите меѓу живеалиштата. Најнапред да се потсетиме што спаѓа во жива природа, а што во нежива природа. Сигурно знаете дека се што се раѓа, расте, се развива, се размножува, со текот на времето старее и на крајот умира, спаѓа во жива природа. Марко имал една загадка. Од овие понудени објекти, требал да правилно да ги групира во жива и во нежива природа. Марко го сторил следното. Жабата, бубамарата, дрвото и лавот ги сместил по групата на жива природа. Автомобилот, книгата, ранецот и моливот ги сместил во нежива природа. Марко точно направил. Ги сместил во живата природа животните и растенијата. Јана и Никола излегле од својот дом да се прошетаат. Јана погледнала наоколу и се запрашала: зошто не можеме да видиме лав во нашиот двор? На тоа збунето и Никола одговорил: не можам да видам ни поларна мечка. Аф, но можам да го видам и чујам моето куче Шарко. Кажете ми, што можеме уште да видиме? Од нашиот прозорец можеме да забележиме листопадни дрвја, зимзелени дрвја, трева, разнобојни цвеќиња и пчели, пеперутки, птици. Значи, во нашата околина живеат многу животни и растенија. Тие живеат во своите живеалишта. Да научиме што значи поимот, односно зборот живеалиште. Живеалиште е место каде што живеат растенијата и животните. Да разгледаме некои други живеалишта. Ако отидеме на ливада, ќе забележиме дека има трева и разнобојни цвеќиња, а во тревата ќе забележиме бубамара, секако и некоја вредна мравка, а и скакулецот е тука. За сите овие животни растенија, ливадата е нивно живеалиште. Кога ќе појдеме во шума шумата има многу дрвја, грмушки и други растенија, но на дрвото ќе ја забележиме верверицата, која јаде вкусни лежничиња. Ќе забележиме и некоја гасеница како се храни со листови, а тука се и птиците кои што прават гнезда за своите малечки. Па ќе кажеме дека на овие животни растенија шумата е нивно живеалиште. Ако појдеме покрај бара, ќе забележиме трска покрај барата и лотосов цвет по барата, но секако и некоја жаба. Може би и водна змија, но немој да се плашите. Тука е и штркот, кој што со своите долги нозе и долг клун лесно може да ја улови својата храна во барата. Затоа ќе кажеме дека на овие животни и растенија барата е нивното живеалиште. Од тука ќе заклучиме дека животните и растенијата живеат во живеалишта, каде што имаат услови за живот. Прашањето вас: кое животно може да живее во сите живеалишта? Доколку сакате да го зазнаете одговорот на ова прашање, погледнете го и следното видео.